Здраво, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата за здравје и убави на Црвило. Останете со нас до крај, затоа што ви подготвивме и во ова ново издание нови содржини. Дали редовно ставате крем за сончење, но сепак имате изгореници? Еве што правите погрешно. Нема да повториме дека треба да применуваме заштитен фактор секој ден, без оглед на интензитетот на сонцето. Но она што сега ќе го решиме е енигма што се повторува од година во година. Како гориме ако применуваме заштитен фактор? Дали редовно ставате крем за сончење, но сепак имате изгореници? Еве што правите погрешно. Сонцето и УВ зрачењето стануваат се посилни од година во година и за жал, заштитниот фактор не функционира како серуми и креми кои се нанесуваат брзо и лесно, но постои посебна техника на апликација за да се осигураме дека имаме целосна заштита. Иако можеби се прашувате колку е тешко да ставите крем за сончење, одговорот лежи во фактот дека иако го нанесувате, горите затоа што неправилно го нанесувате. Затоа време е да научите како целосно да се заштитите и правилно да применувате заштитен фактор. Секогаш применувајте посебен фактор на заштита. Иако многу производи за нега на кожата и шминка која вели дека содржи заштитен фактор, тоа во никој случај не е доволно за нас. Формулите за производи што содржат само заштитен фактор се сосема различни од оние на кои тоа име само додадена вредност на производот. Не можете да го примените заштитниот фактор во пудра во доволна количина што ви треба за да ве заштити. Секогаш користете фактор за заштита 30+. Со години високиот фактор на заштита има лоша репутација на затнување на порите и оставање бели траги, но новите формули на пазарот се носат повеќе од кога било. Најдобро е да се држите до заштитен фактор од 50+, бидејќи нема да мора да го обновувате толку често и ќе имате најдобра можна заштита. Користете го правилото со 2 прста за лицето. Се разбира, тоа зависи од текстурата на заштитниот фактор, но треба да нанесете барем 2 до 3 мл на лицето и вратот, што е 2 полни прста на производот по должина или половина лажичка. Иако ова можеби ви изгледа многу е важно да ја нанесете точната количина и добро да ја протриете во лицето, на ушите, лицето, вратот, усните и рацете. Откако ќе го нанесете, важно е да почекате околу 20 на минути за да се абсорбира формулата, па дури потоа да започнете со шминка. Повторно аплицирајте на секои 2 часа. Ако се чувствувате како да правите секако што треба, но сепак сте изгорени од сонце, веројатно не го применувате факторот доволно често. Барем на секои 2 до 3 часа треба повторно да го нанесувате кремот за сончење, а доколку сте под директна сончева светлина секој час. Ако имате шминка и ви е тешко повторно да ја нанесете кремата, во спрејот има и заштитен фактор што нема да ја уништи вашата шминка. А спиењето на сонце во никој случај не е добро за вашата кожа. Еве зошто. Топлината на сонцето може лесно да ги заспие сите, особено на плажа кога сончевите зраци сијаат директно на вашата кожа. Сепак ова може да има и своји негативни страни, и сончена кожа, изгореници, главоболки, но и изгореници од сонце. Спиењето на сонце во никој случај не е добро за вашата кожа. Еве зошто. Заспивањето на сонце може да биде исклучително примамливо, но исто така носи големи и сериозни здравствени последици и опасности. Крем за сончење во никој случај не е гаранција дека нема да се изгорите на сонце.
Покрај тоа, кремот треба да се нанесува на секои 2 часа, бидејќи се абсорбира во кожата, така што ова дефинитивно треба да биде една од одбранбените линии што ги користите, но не и единствената. И тешко е да се посвети подеднакво внимание на секој дел од телото, односно да се нанесе слој крем на сите области подеднакво. Ако се најдете во ситуација кога сонцето ве изморува, не заборавајте да се преселите во сенка за да се заштитите. Спиењето на сонце во никој случај не е пожелно, бидејќи ризикувате изгореници од сонце. Многумина не се свесни колку е жешко и измамени се сонцето и дека е лесно да се изгори. Решението е да ставате крем за сончање почесто на секој неколку часа, а доколку практикувате сончање, ставате часовник на вашиот мобилен телефон кој ќе ве потсетува кога треба да станете. Доктор Клаудија Пастидес предупредува дека има и други ризици освен кожата. Можно е да се доведе телото до дехидрираност, особено во текот на летните месеци, и останувањето на сонце при потење предизвикува дехидратација, а тоа доведува до замор, слабост, главоболки и вртоглавица. Треба да пиете многу вода и да избегнувате да спиете на сонце. Вашето тело ќе ви биде благодарно. Дали 10.000 чекори на ден се неопходни за здравјето или е мит? Веројатно сте чуле за тој магичен број, но многумина не знаат од каде потекнува и дали е воопшто точен. Сигурно некаде сте прочитале дека за здравје и слабење потребно е да направите одреден број чекори. Тој број беше оние недостижни 10.000. Реално за некој тоа е споредена активност со работа и дневен распоред. Но за оние кои патуваат на работа со автомобил и седат на компјутер, овој број звучи невозможно да се направи на дневна основа. Дали 10.000 чекори на ден се неопходни за здравјето или е мит? Иако генерално знаеме дека клучот за здрав живот е разновидна исхрана и физичка активност, дали некогаш сте се запрашале зошто магичниот дневен број е 10.000 чекори и од каде идејата? И дали е важно дали ќе добиете нешто помалку или малку повеќе? Правило старо скоро 50 години. Кога се одржаа летните олимписки игри во Токио, Јапонија во 1965 година, професор по име Јоширо Хатано се заинтересира да најде највлијателни методи во борбата против срцевите заболувања и дебелината. За време на неговото истражување, тој сакаше да најде начин да го пресмета бројот на потрошени калории за време на вежбање. Хатано теоретизираше дека преземањето на 10.000 чекори на ден, што е еквивалентно на околу 5 км, ќе резултира со 20% изголемување на калориите за просечна личност, објаснува Лорен Дженан, основач на CrossFit. Хатано тогаш го создаде Мампо-Кеј, уред како чекор за да ги охрабри луѓето да застанат на нозе за време на олимписката сезона, кога здравјето и кондицијата беа најважни за многумина. Само името го користеше јапонскиот знак за 10.000, што наликува на човек во движење, вели Дженај. Популарноста на концептот и бројачот на чекори продолжува до денес во Јапонија. 20 години подоцна, концептот се прошири во Соединетите Американски држави и другите земји, станувајќи здравствен стандард препорачан од Светската здравствена организација, Американското здружение за срце и Центрите за контрола и превенција на болести. Дали 10.000 чекори се магичен број или е само мит? Вистината е едноставна, потребите на сите активности се различни и треба да бидат утврдени од мноштво фактори. Дали треба да направите 10.000 чекори зависи и од тоа дали вашите нозе се здрави, дали сакате да изгубите тежина, дали имате проблеми со срцето и белите дробови.
Во просек, неактивните луѓе достигнуваат околу 5000 чекори, а активни луѓе од 7500 до 10000 чекори. И тие што се многу активни, лесно достигнуваат и 12500 чекори. Ако сакате да си поставите своја цел, прво започнете да следите колку чекори ќе постигнете воопшто за време на вашето типично дневно движење. Кога ќе го видите тој број, започнете да се зголемувате за 500 чекори и бидете трпеливи. Размислете и за други активности. За стравствените вежбачи одењето може да изгледа како мрзлив начин за тренирање, дури ако воопшто не тренира, но во реалноста тоа е еден од најдобрите начини да се одржувате во форма со зголемување на вашиот дневен број чекори. Сепак неопходно е да се признае дека не сите активности вклучуваат буквални чекори, но терминот чекори исто така ги опфаќа овие активности. За помош има пригодни табели за конверзија што можете да ги користите за да ги преведете чекор по чекор движењата во чекори што сметаат дека достигнуваат 10.000 или кој било друг чекор што го имате за себе. Например, градинарството, тренингот со тегови или користењето рачен велосипед се здрави активности кои се базираат на движење и треба да се земат предвид. Слушајте го вашето тело. Не се форсирајте. Само затоа што гледате некој како оди побрзо од вас или веќе го правите својот втор круг, не значи дека треба да продолжите понатаму и да се обидете да се надпреварувате. Не присилувајте се затоа што ќе претерате, премногу ќе се истегнете и ќе ја изгубите волјата и желбата за рекреација. Ворете да се повлечите неколку дена колку што е потребно за вашето тело да се прилагоди на новите нивоа на движења. Паркирајте понатаму. Излезете од автобусот порано. Изберете ги скалите наместо ескалаторите и ќе ги видите резултатите. Продолжете да пешачите и не бидете премногу строги кон себе. Што не треба да јадете за појадок? Појадокот е многу важен оброк, може да ви го разубави или расипе денот. Сите знаеме дека не треба да го прескокнувате, но дали знаете што не треба да јадете за појадок? Сите сме ги слушнале фразите. Појадокот е најважен оброк во текот на денот и поедувајте сами. Споделувајте ручек со пријател и подарете му вечера на непријателот. Што да не јадеме за појадок? Гледаме и слушаме во продолжение. Што не треба да јадете за појадок? Пецива. Пецивата содржат енергија што брзо се троши и има многу малку хранливи вредности и многу празни калории. Состојките во пекарските производи одеднаш ќе го подигнат нивото на шеќерот во организмот, што ќе доведе до пат на енергијата во текот на денот. Наместо тоа, изберете лепо цели зрна и ако сакате да јадете сладко, јадете овошје. За сладена гранула, мусли или овесна каша. Тие се меѓу најпопуларните избори за појадок. Сепак, индустриската гранула, мусли и овесна каша често се полни со празни калории и шеќер. Исто така, многу производители додаваат сируп од гликоза, фруктоза, што е уште полоша опција од белиот шеќер. Доколку ги консумирате, заменете ги со цели зрна или одберете овесна каша, а потоа направете сами гранола, мусли или овесна каша. Крофни. Колку и да звучи вкусно, крофните за појадок се многу лоша идеја. Тие се полни со шеќер и масноти и ќе ви нанесат повеќе штета отколку корист. Наместо крофни, изберете банани со путер од бадем. Ова комбинација ќе угаси вашата желба за сладки и нема да почувствувате пат на енергијата неколку часа. Палачинки. Брашното од кои се направени содржи едноставни јагле-хидрати кои предизвикуваат ненадеен пораст и пат на инсулин. Наместо стандардни палачинки, направете ги од леќа или брашно од бадем со додавање на овошје и мед. Овошен јогурт. Индустриските овошни јогурти се полни со масноти и шеќер и немаат многу хранливи материи. Затоа подобро направете си домашно смути од обичен јогурт, банани и други омилени овошки. Во оваа мешавина можете да додадете и неколку лажици овесна каша. Појадокот треба да биде дел од вашата утринска рутина.
бидејќи ви дава енергија и спречува напади на глад подоцна во текот на денот. Но многу е важно да се биде избалансиран и да содржи протеини и сложени јаглехидрати, а не масти и шеќер. Урамнотежена исхрана како клуч за добро здравје. Сакам да се откажем од сладките, но едноставно не можам. Колку пати сте ја чуле или изговориле оваа реченица? Шеќерите се наоѓаат во вошјето, зеленчукот, медот, но и во млечните производи и тестото. Бидејќи се присутни во скоро сите производи, многу е тешко целосно да се отстранат од дневната исхрана. Затоа наместо да започнете со скоро невозможна мисија да испрлите шеќер и да се откажете од малите задоволства, покорисно е да се справите со урамнотежена исхрана и да размислите какви паметни замени за шеќер постојат. Урамнотежена исхрана како клуч за добро здравје. Прекумерното внесување на калории од кој било извор во комбинација со недоволна физичка активност обично доведува до прекумерна тежина и сродни болести. Засладувачите не предизвикуваат глад, не ја зголемуваат потребата за сладки и се добар додаток на разни пијалаци, а може да ги користат диабетичари и бремени жени. Тие се до 200 пати посладки од шеќерот, па затоа се користат во мали количини и секако, тие се сосема безбедни за употреба. Тие не се метаболизираат во телото, така што повеќето од нив се излачуваат во непроменета форма, што е нивна добра карактеристика. Засладувачите се идеални сојузници за уживање во храната, а истовремено можат да не охрабрат да се придржуваме до одредена диета. Покрај урамнотежената исхрана, неопходна е секојдневна физичка активност, што доведува до намалување на ризикот од развој на разни болести. Без оглед каква физичка активност ви се допаѓа, не заборавајте дека одењето е физичка активност која доколку ја практикувате најмалку 20 минути континуирано секој ден, ќе ја подобри вашата физичка и ментална состојба. Започнете полека и постепено зголемувајте го нивото на активност. Психофизичката рамнотежа е клучот за успехот во се што правиме, а разновидните диети без да престанеме да уживаме во омилената храна и пијалаци со физичка активност се добар начин да се постигне таа рамнотежа. Наместо да се откажувате од малите сладки задоволства, воведете разновидна диета, користете паметни замени за шеќер, извршувајте секојдневна физичка активност во која уживате и бидете умерени во се.
Почитувани моја, се надам дека и со денешното издание успеавме да го задржиме вашето внимание. Останете со нас и наредното издание наредниот петок. Чао од мене.